Како никогаш да не се гневиш и никој повторно да не може да те повреди? Што ако ти кажам дека можеш да доживееш во текот на целиот твој ден воопшто да не се изнервираш, воопшто никој да не придонесе за нарушување на твојата стабилност и на твојата смиреност? Што ако ти кажам дека однесувањето на другите нема никаква врска со нив? Дека всушност твојата реакција произлегува само од тебе? Што ако ти кажам дека луѓето кои што ти предизвикуваат најбесна реакција може да останат потполно немоќни врз твојата емоционална состојба? Некои мислат дека бесот е само нормална реакција, односно одговор на одредени тешки луѓе или тешки ситуации. До крајот на видеово ќе споделам комплетен систем како ти да одржиш твојата емоционална смиреност во секоја ситуација. Односно, точен процес, чекор по чекор, како да останеш целосно стабилна и смирена. И нема никогаш повторно да бидеш на милост на туѓото однесување. Реакцијата на бесот секогаш значи и ти сигнализира, тоа е еден вид компас, дека твоите граници се прекршени и ти не знаеш и не умееш точно на кое место да попуштиш, а точно каде да поставиш цврсти граници, односно некогаш треба и да се изгради и огромен ѕид. Овде со тебе споделувам на некој начин емоционална интелигенција, каде што ти треба да ги разликуваш сите нејанси на емоциите. Споделувам емоционална писменост, за да можеш да разликуваш и да ја спасиш твојата енергија да не се излее туку така од тебе. Зошто ја браниме нашата енергија? Нашата енергија ни е потребна за креирање на живот онаков каков што сакаме ние. Секако дека нашите идеи и планови се во конфронтација со туѓите, но како ние и покрај се како е, да се унапредиме себе си и да го подобриме квалитетот на нашиот живот. Бесот предизвикува енормен истек на енергија. Толку е тој силен истек што на некои луѓе им е потребно денови или цел еден период да ја повратат сопствената енергија поради одредени ситуации кои што им предизвикале гнев. Некогаш се случува да некој ви тригира или да ви предизвика бесна реакција со цел да ви ја земе енергијата. Луѓето не умеат да земат неограничена количина на енергија од друго место, па затоа е борба меѓу луѓето за една убава, стабилна и смирена енергија. Со тебе ќе споделам 3 замки во кои најчесто луѓето упаѓаат на несвесно ниво, односно се како фатени во енергетска мрежа која што им ја испумпува нивната убава енергија, а им предизвикува бес, гнев и огромна лутина. Секогаш бесот, гневот и лутината се покривна емоција. Под бесот секогаш се наоѓа тагата. Бидејќи тагата е многу ниска вибрација, како што е и вината и срамот, гневот и лутината е едноставно за нијанса повисока вибрација и буквално не штити за да не влеземе во преголема тага. Некои луѓе директно влегуваат во тага и така им се исцедува најголем дел од сопствената креативна енергија. Со тебе споделувам како да ги управуваме овие процеси, бидејќи можат да се управуваат овие процеси и ние едноставно да ставиме забрана за да може да истече од нас одредена количина на енергија. Сите луѓе колективно упаѓаме во 3 емоционални замки. Јас ќе ги споделам со тебе сега тие 3 замки, а твоја задача е последните ситуации животни, кога ќе се најдеш да го употребиш ова знаење. Луѓето не разбираат е дека сами упаѓаат во замка
а не дека другите луѓе им причиниле нешто за да упаднат во тоа. Не се создава бес од другите луѓе, туку ти упаѓаш во замка на несвесен начин. Замка број 1. Лично сваќање на работите. Им даваш лично значење на туѓите зборови. Мислиш дека некој ти предизвикува бес како личен и намерен напад. Некој ти влетал во лента во сообраќајот. Некој не ти одговорил на порака. Некој те заборавил. Некој не те поканил некаде. Некој не споделил нешто со тебе. Но тоа нема никаква врска лична и персонална со тебе. Секој од нас треба да свати дека животите на другите луѓе се доволно комплицирани и не секогаш другите луѓе имаат обзири како делуваат на другите. Никогаш ти воопшто немаш некоја намера лична кон некој друг, но сигурно и ти си направила нешто за некој друг да се налути. Едноставно, кога ќе слушнеш и кога ќе видиш дека некој друг е налутен, буквално се чудиш од каде доаѓа тоа и дека тоа нема никаква врска со тебе. Всушност, истиот огледален ефект се случува и кога ти се лутиш на некој друг. Едноставно, тоа што го прави другиот нема никакво лично и намерно дејствување со тебе. Личното сваќање на работите и однесувањето на другите луѓе прави постојано да се браниш, да си во дефанзива и да стравуваш од која страна ќе дојде нападот. Секое стравување што ќе се случи и кој мене ќе ме навреди или очекување дека тоа ќе се случи, по принцип на законот на привлечност, тоа навистина ќе се случи. Ти постојано ќе привлекуваш такви луѓе, бидејќи во тебе стои образецот дека луѓето тоа ти го прават намерно. Тоа потекнува од едно уверување дека луѓето се лоши, дека луѓето се зли, дека луѓето намерно тоа го прават. Но верувај, повеќе од 95% луѓето не ни знаат дека ти тоа така го доживуваш. Значи, првата замка во која што лесно упаѓаш, потекнува од тебе, односно од личното и персонално сваќање на сите зборови што ви упатува некој, а немаат врска со тебе. Втората замка за предизвикување на емоционално силна реакција без лутина и гнев е замката на очекување. Ти очекуваш од луѓето да се однесуваат онака како што ти се однесуваш. Ти постојано очекуваш дека таму каде што многу си дала и вложила дека тоа ќе се возврати. Твоите очекувања толку предизвикуваат толку голема фрустрација, бидејќи ти очекуваш тие да се однесуваат онака како што ти сакаш или очекуваш. И често оваа фрустрација завршува во форма на висок притисок. Високиот притисок секако е резултат на оваа замка, бидејќи луѓето имаат огромни очекувања од одредени луѓе, особено од оние што ги сакаат. Високиот притисок сепак е малку покомплексна аномалија, каде што има комбинација од лутина без очекувања, огромни очекувања од другите, непростување и секако непроцесирана тага и жалост. Еднаш кога човек ќе се справи со сето ова, постои начин за ослободување на оваа заробена енергија, едноставно појавата на висок притисок ќе исчезне. Бидејќи ќе настане прифаќање и промена на перцепцијата, автоматски ослободување од некои уверувања кои што едноставно ќе те однесат на сосема друга насока. Полесно ќе се привеќаш себе, а секако и другите. Ќе настане навистина едно огромно ослободување од товари кои што ги носи некој можеби и децении. Замка број 3 е замката на контрола. Ти мислиш дека ако си доволно лута
И ако доволно долго се гневиш и беснеш на некој, дека тој другиот ќе се промени. Но сега да те прашам нешто. Колку е тешко ти да се промениш? Дали проба ти да се промениш? Кога ќе видиш колку е тешко ти да се промениш, станува просто невозможно другите луѓе да се променат и да се подредат онака како што сакаш ти. Луѓето нема да се сменат затоа што ти си лута. Ти што си лута едноставно не служи како средство за контрола другите луѓе да попуштат. Можеби другите луѓе ќе попуштат навидом, но реалната близина едноставно ќе се скрши. Ова произлегува од тотално непознавање на себе си и на човековата психологија. Исто така отсуство на самосочувствителност. Значи зборувам прво самосочувствителност кон себе си, бидејќи мора прво да се развие емпатија и сочувствителност кон себе си и своите грешки и мани. Кога ние еднаш ќе ги прифатиме полесно, ќе ги прифаќаме другите луѓе. Ние нема да може веќе да го користиме механизмот на обвинување на другите луѓе со цел нас да не биде добро. Може да се случи некој да го живее целиот свој живот преку тактика и манипулација на лутина и бес кон другите со цел другите да се повлечат, но тоа едноставно ќе доведе до тотално разидување на близина, блискост и разбирање, помагање и поддршка на другите. Автоматски, ако од тебе тоа не произлегува, тоа не може човек и да го прими, бидејќи оваа блокада, значи употребување на бесот како контрола инструмент за да му кажеме на другиот дека треба да се смени. Другиот ќе го смени однесувањето, но размислувањето и чувството за љубов и поддршка кон тебе едноставно нема да постои. Кога еднаш ќе ги освестиме овие замки, несвесни програми, комфорт зони во кои што ние живееме, секако ќе се подобри квалитетот на нашиот живот, бидејќи ќе имаме елементарно сваќање како функционираат процесите помеѓу луѓето. Бидејќи реално ние немаме системско образование, ниту па ресурси да научиме добро да комуницираме, добро да се сложуваме со луѓето, да не ја трошиме енергијата без причина на места кај што едноставно е залудно, и се тоа го правиме со цел да си ја подобриме нашата животна ситуација. Замислете колку време луѓето губат за да беснеат на некоја личност, а потоа уште долго време и долги денови да поминат објаснувајќи, критикувајќи ги истите луѓе на некои други луѓе. Замислите колку е тоа едно време кое што ние го трошиме без причина, а можеме да го употребиме да имаме еден квалитетен живот и да вложуваме во некои односи со луѓето и со луѓе кои што сакаме да го поминуваме времето по квалитет. И секако бонус вежба, како и во секое мое видео, работа со сенка. Одвој се во тивок амбиент и дозволи да се активира процес во тебе. Прашањава држи ги малку подолго, за да од внатре произлезе свесност, која што его умот ја често знае да блокира. Кога ќе почувствувам бес, каде најчесто го чувствувам во телото? Може да биде како жешка енергија. Може да биде како натрешен вулкан. Каде, на која локација најчесто ја чувствуваме оваа емоција? Во кој дел од телото? Овие прашања успеваат да ја доведат емоцијата од нешто апстрактно во нешто физичко. Овие прашања помагаат во следна ситуација кога ќе почувствуваме гнев во старт, уште кога ќе започне тоа во нашето тело, да препознаеме, едноставно да внесеме свесност за да видиме да може ние тоа да го управуваме. Ова се милисекунди, но со вежбање
Нели можеме успешно ова да го постигнеме? Фактички, ние денес работиме емоционална регулација. Која моја граница постојано ја прекршувам? Во кои ситуации не кажувам не? Што очекувам постојано, а тоа не се случува? Што се случува откако ќе бидам лута, бесна и гневна? Откако ќе се смири оваа бесна реакција, што се случува со мене? Што е последовато? Фактички со ова прашање го освестуваме циклусот. Најчесто од пракса, нели од моите клиенти, од моје искуство, најчесто се случува следново. Човек се нервира, бесна е, поминува реакцијата на бес, влегува во тага, откако ќе влезе во тага, во разочарување, посегнува по нешто. Во тага, пошто вообичаено посегнуваш? Најчесто е некоја зависност. Дали е цигара, дали е алкохол. Секако дека и храната во последно време влегува на листата на зависности. Што затвараш со твојата зависност? Кое учење го затвараш со својата зависност? Дали можеш малку да сватиш дека станува збор за комплексност? Комплексни се нашите емоции и тие предизвикуваат еден вид неквалитетен живот. Еднаш кога ќе започнеме со нашата емоционална регулација, ќе се појават и други неразрешени содржини, па така ние, разрешувајќи го бесот, ќе разрешиме уште нешто друго и можеби да се случи да го освестиме овој циклус што го правиме, едноставно да дојде момент од тоа да се откачиме и да започне нешто друго поквалитетно од ова што редовно го правиме. Значи, уште еднаш. На кои места не знам да поставам граница? Каде дозволувам да се прекрши мојот стандард? Дали барам друго решение за тие состојби или едноставно останувам доследна на овој повторувачки образец? Прашај се себе си, што правам јас за да го сменам му? Дали го повторувам тоа бидејќи немам други алатки и вештини и не знам друг начин како тоа би го направил? Моментот кога човек ќе свати дека нешто не знае, ќе започне да бара некаква солуција. Кои потреби јас ги имам, а не ги искажувам? Зошто не дозволувам другите луѓе да знаат како ми е? Најчесто гневот е оглоб за тагата. Фактички, во внатрешноста на гневот се крие ранливост и често пати нежност. И последното прашање, што бесот треба да ме научи за моето лично самопочитување? Фактички, ова последно прашање е најважното прашање во целото ова видео. Во кои делови јас не се самопочитувам? Зошто дозволувам да се прекршат моите стандарди и граници? Зошто јас не се ценам себе и моето време? Некогаш едноставно во некои ситуации не припаѓаме. Некогаш едноставно во животите на некои луѓе не припаѓаме, не треба да сме со нив. Најчесто бесот и гневот е присутен, за да ние се трансформираме себе и да одиме по некоја друга патека, да направиме некаков друг план и да не остануваме во постојано страдање. Но секогаш на крајот се потекнува од нас и се враќа
во нас. Се надевам дека ова видео малку придонесе за емоционално описменување. Ние толку сме ориентирани кон секојдневието да се забораваме себе си и оние најважни работи, односно квалитетна емоционална регулација, а автоматски, ако ние емотивно се регулираме правилно, нашиот живот ќе биде поквалитетен, бидејќи нашата енергија ќе биде на сосема друго ниво, настани што ќе привлечеме ќе бидат сосема друго нешто, луѓе кои што ќе додат во нашиот живот ќе бидат сосема компатибилна вибрација и емоција која што ние осчувствуваме. Тоа би значило следно: ако јас сум гневна и бесна постојано и природно, јас постојано ќе привлекувам луѓе со ниска вибрација, луѓе кои што ќе ме тригираат, луѓе кои што постојано обвинуваат други, луѓе кои што прават поразителни одлуки. Значи, јас треба да размислам како јас се регулирам и да одам на некоја друга патека која што ми носи изобилство на квалитетен живот и квалитетни луѓе. Моментот кога ќе сватам дека имам соработка или соживот со квалитетни луѓе, ќе се обидам да останам на таа патека. Да видам јас кои вештини треба да ги имам за да останам на патеката и да почитувам квалитетни и ресурсни личности, бидејќи секогаш ресурсните личности ќе ме повлечат нагоре и во некоја друга патека. Се надевам дека видеово придонесе малку за олабавување на овие механизми и освестување дека треба нешто поинаку да направиме, а за тоа ни требаат вежби, вештини, овој тип на процеси и малку повеќе мудрост дека не се секогаш другите луѓе во прашање, дека ние треба нешто во нас да средиме за да може да бидеме во добра корелација со другите луѓе. Јас ќе продолжам и понатаму да споделувам вакви видеа со многу вежби и процеси. Секако на мојата веб страница и на мојот YouTube канал можете да најдете мноштво бесплатен материјал и во комфорот на својот дом во време во кое ви одговара да работите на себе сосема бесплатно. Се надевам дека целата оваа прилика што се нуди, дека ќе искористите на најдобар можен начин. Се гледаме во следното видео.